Почитуван подпредседателе, колеги и колешки пратеници, почитуван министар Андоновски, македонска јавност. Чинам дека навистина министарот даде одличен осврт и образложение за потребата од носење на овој закон и навистина јасно и многумина тука кој што и во претходниот мандат се обидувавме да алармираме за потребата од ваков законско решение. Сум среќна што денеска како парламентарно мнозинство, но и како влада предводена од ВМРО ДПМН конечно можеме да видиме конкретен чекор за она како што и министерот го кажа, пандемијата на ова модерно време, а тоа е нелегалните игри на среќа. Во минатото, особено во претходната влада, не така многу удобно од сега, пред точно 8 месеци повеќе кога стануваше збор за оваква тема, можевме да видиме еден гол популизам, но до толку повеќе и лица, впрочем, во највисокиот врв на владата на СДСМ и ДУИ, кои што посегнува по и тоа како лично богатење или собствени лични бизнис интереси, развивајќи ги преку несериозно зафаќање на подобрување на правната легислатива која што впрочем го регулира овој простор на онлайн на игри на среќа. Во Македонија се детектирани околу 160.000 провайдери кои што обезбедуваат нелегални игри на среќа, со тоа директно создаваат еден простор, би рекла прилично токсичен простор и влијаат и кај социјално ранливите категории, но тоа и како кај младата популација, и затоа чинам дека е исклучително законско решение, значајно законско решение кое што треба да го поддржиме, и тоа буквално повеќето политички партии. Ова законско решение навистина создава еден посериозен правен механизам со кој што ќе се обидаме посериозно да го превенираме овој простор, но истовремено и да извршиме надзор, создава надзор, посилен надзор и мониторинг, ако сакате, врз овој простор кој што е создаден односно на пристапот до нелегалните интернет платформи, односно игрите на среќа. Чинам дека очекувам можеби повеќе дебата и вклученост и од опозицијата, заради тоа што да се подсетиме дека на некој токму оваа тема им беа и главните политички мотиви, односно политички ветувања во нивната кампања, но за жал истите денеска не се ни присутни и гледаме дека не се заинтересирани за да работат за доброто на граѓаните. Ја поздравувам оваа иницијатива, особено повторно, како што кажав, ова не само што влијае врз економијата, но и врз целиот одлив на девизни средства кон странски компании, туку напротив влијае и врз граѓаните, директно врз граѓаните, директно ги засега семејствата, директно ги засега младата популација, и многу добро тоа е образложено и во самото законско решение и социјалните категории. Исто така со ова законско решение ќе се подобри тој механизам на заштита на злоупотреба на личните податоци, односно во овој спектар на многу повеќе од лични податоци, пристапот до прочем средствата на лицата кои што посегнуваат по користење на овие нелегални игри на среќа, и едноставно ќе се обидеме да ги заштитиме и физичките лица во тоа злоупотреба на податоци која што навистина се покажува дека и тоа како зима замев. Тука никаде ќе сумирам, чинам и повикувам сите пратеници, но повторно опозицијата со исклучок на една пратеничка не е тука, за да го слушне овој глас за ова значајно законско решение. Апелирам истото да биде поддржано и навистина да овозможиме на Министерството, но и институциите да веднаш успеат да пристапат кон спроведување, односно имплементација на ова законско решение. Благодарам.